100 дена по стапувањето на функција градоначалник на Делчево, Иван Гоцевски ги сумира првите резултати од работењето. Со тоа што најмногу сакам да се пофаламе еден куп на капитални инфраструктурни проекти кои што започнаа во општина Делчево, изградба на неколку улици во централното градско подрачје, изградба на неколку улици во периферните населби на општина Делчево, реконструиран патен правец кон село Габрово, реконструиран, тоест делница од патен правец кон селото Стамер, изградба на кеј низводно на река Брегалница, нов скеј парк, реконструкција на кеј низводно на река Брегалница, улица Индустријска, улица Видо Смилевски бат и еден куп на деценски проблеми кои што тае во општина Делчево. Првите 100 дена се символичен отчет за почеток, но многу поважно е што следува. Сега следно после ова отпочнуваме со реконструкција на спомен домот во селото Разловци. Тоа е еден деценски проблем кој што таеше во срцето на нашето историско село Разловци. Благодарение на владата и Министерството за култура, овој спомен дом во селото ќе отпочне да се реконструира и некаде до самиот юбилеј 19 мај би требало да биде и во финална фаза. И секако би истакнал спортско-рекреативната сала која што е во спортско-рекреативен центар во Делчево, еден многу убав објект кој што за жал сега во моментот е на забот на времето. Со оглед на крајно лимитиран буџет, Иван Гоцевски практично работи со врзани раце. Ние како општина Делчево работиме со буџет од 8 милиони. Или за текуни расходи имаме некаде приближно 5 милиони, така да работиме со 3,5 милиони буџет. Или во кратки црти тоа би значило дека колку и да сакаме да можеме да го развиваме онока како што имаме визија и идеја на нашиот град, за жал ние сме десетковани на некој начин затоа што не можеме да испорачаме плаќање кон фирмите кои што и би биле изведувачи на нашите проекти. Кои се клучните проекти кои сепак мора да се завршат? Мостот на улица Индустријска, тоа е еден мост кој што е изграден пред неколку децении, мост кој што за жал од поплавите пред неколку години е сериозно оштетен. Тоа е проект кој што мислам дека мораме да го реализираме. Секако ние како општина за жал немаме можност сами тоа да го направиме, но успеавме да го вметнеме во програмата на ЈПДП и од директорот на јавното предпријатие добивме уверување дека овој мост сепак ќе биде реализиран до крајот на годината и секако кејот на река Брегалница, низводно и возводно. Тоа е еден многу важен проект кој што дополнително ќе го разубави центарот на градот, кој што ќе понуди многу зелени површини, многу урбани содржини и можеби нешто кое што е заборавено во минатото, а тоа е поставување на улично светло во повеќе приградски населби кои што за жал платиле комунали, но неколку години немаат улично светлување. Ние како општина предвидовме 9 милиони денари, средства кои што ќе бидат наменети точно за таа намена, поставување на ново улично осветлување во населбата Пролет, централното градско подрачје, населбата Басарица и во неколку други урбани средини. Воедно покрај ова, општина Делчево успеа да исплати заостана долг од претходниот градоначалник од над 50 милиони денари, од кои 32 милиони денари се за изградба на дел од клучни проекти, меѓу кои како наследен е и новата детска градинка во населбата Нов Раседник, која партарно се уредува и ќе започне со работа во септември годинава.